Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Цела палета од бои по носиите на играорците разлеа силното светиниколско сонце таа Тодорова сабота. Она што се случуваше во Свети Николе е традицијата, што ја знаат и почитуваат не само жителите на регионот, туку и многу пошироко. Па така и играорците кои учествуваа на меѓународниот фестивал на изворен фолклор Тодорица 2019 беа пречекани со аплаус од комоновчани, скопјани, кичевчани и радовишани. Од рано предпладне групите прво продефилираа по центарот на Свети Николе, пошто секоја група посебно се представи на плочникот, обкружени со голем број на љубопитници, домаќини и гости. Гостите тие што доаѓаат со години знаат каков е редот и дека фолклорот е на прво место. Многу убаво, знаеш пензионерски денови како се празнува супер. Нон-стоп секоја година сме тука. Ние сме од Илинден, Кадино населба. Та имаме 5 автобуси дојдено овдека. Расположение да се прошетаме секоја година така. Јас овде сум родена во околината и сум играла овде, прва награда сум земала во Свети Николе. Што мислите за македонскиот фолклор? Треба ли да се негува? Још како треба, тоа е најголемото богатство македонско. А играорците ги имаше од неколку краеви на земјата, кои по своите носии се разликуваа исто како и по својот дијалект, но доаѓаа и од Босна и Херцеговина, Бугарија и од Србија. Најпознати за публиката во Свети Николе се играорците од Чичевац, кои веќе 50 години заедно со Свети Николчани ја слават Тодорица. Чичевец е збратимениот град на Свети Николе, а тамошниот градоначалник, кој е на чело на градот веќе 17 години, вели кога доаѓа во Свети Николе, се чувствува како дома. За тие 17 година нешто сум рачунал. За овие 17 години доаѓа 100 пати и ова е мој град колку што е град на градоначалникот и на граѓаните на Свети Николе. Овие два града се збратимени, има многу мешовити бракови, има многу граѓани на Чичевац кои овде живеат и заснуваа свое семејство, како и обратно, многу граѓани на Свети Николе во Чичевац. Мене ми е драго што сум овде гост, не гост, јас сум домаќин и секогаш со задоволство доаѓам и сметам дека тоа пријателство е посебно и секогаш давам придонес да биде вакво. Еве, го гледате расположението. Неговиот домаќин, градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски, им посака добре дојде и на представниците од општината Кјустендил, Бугарија, кои со себе го донесоа и бугарскиот фолклор. До сега најголем собир, можам слободно да кажам. Верувам дека сите присутни што се тука ќе покажат, сите учесници што се на овој фестивал ќе покажат своите изворни традиции, фолклорни традиции, секако пејачки и инструментални. Ќе бидеме запознаени со активностите околу тоа што планираат ансамблите во нивните творења, а од друга страна сето ова е со цел дружење, токму и на младите кои што се голем дел учесници во овој фолклорен фестивал. Јас се надевам дека пријатно ќе се чувствуваат во Свети Николе. Фестивалот има долга традиција, но како се организирал со години, краток историјат ни даде директорот на Домот на културата, установа која оваа година одбележува половина век постоење. Пред да го има статусот на меѓународен фестивал, се организираше од 1973 до 1987 година беа организирани меѓународни фолклорни средби, регионални. Од 1987 до 6 сезони се организираше како Тодорички средби од ревијален карактер. Од 2001 до 2003 се организираше како фестивал на изворен фолклор без надпреварувачки карактер. Мислам, немаше карактер на меѓународен фестивал. Од 2003 има го статусот на меѓународен фестивал. Како се редеа групите, се редеа и боите, колоритот, се менуваа лицата и кореграфиите. Но едно е исто. Љубовта кон изворното, кон традициите и културното наследство, во кои влегува и фолклорот.
Многу млади лица имаше на сцената. Многумина од нив и школувани, како водачот од кут Димитар Беровски од Берово. Уште од малку се свирам на повеќе инструменти, па така се одлучив да се запишам на музичката академија на етнографија, да го завршам ова што го сакам и да го работам во Берово. Веќе 3 години таму работам. Има интерес многу кај младите, да, достигнавме до 250 членови, што е тоа многу за толку мало место. Значи Берово број околу 6000 жители, а ние имаме 250 дечиња. 6 години до 18 години. Имаме многу турнеи, посебно бевме во Турција, во Полска, сега ќе одиме во септември во Копер во Словенија, Бугарија, Србија, тоа е редовно. Не обожаваат каде што идеме, се супер сите пофолди. Карактеристика на малешевскиот фолклор е во музиката се свири повеќе со на почетокот се свирил со гајди кабали, сега во помал време повеќе зурли и тапани, но таа е музиката, карактеристични се носиите кои се многу колоритни, немаат многу накид по нив, ама се разликуваат од другите крајеви на Република Македонија. Има ли можност да се оствари кариера низ фолклорот? Па мислам дека има можност, да, бидејќи дека каде што се оди во сите држави се запознаваат луѓе, се запознаваат пријатели и не знаеш кој каде работи, кој може да те викне и да ти се оствари сонот. Што е пресудно во фолклорот? Во фолклорот е пресудно љубовта. Љубовта кон фолклорот, само тоа. И на крајот од денот нормално се славеа победниците. Фестивалски лауреат е кут Панче Пешев од Куманово, додека второто и третото место им припадна на кут Шкипоње од Скопје и Илинден од Битола. Најдобра инструментална изведба на кут Јане Сандански од Новосело од Струмица, додека со наградата најдобра сценска изведба се за Китија Абрашевиќ од Крагуевац, Србија. А најдобра вокална изведба за кут Јабланичко коло од Лебане. До следната Тодорова сабота во Свети Николе. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk